Земјоделците од Росоман кои претрпеа штета на праските, но и сите останати земјоделци кои имаат штети од пролетните мразеви, треба веднаш да бидат обештетени. Според Ромео Тренов, директор на јавното предпријатие Водостопанство на Република Македонија, новата влада треба да свика итна седница по барање на министерот за земјоделие Николовски за да донесат одлука за 100% обештетување на производителите, како што и досега правеше претходната влада. Тренов вели дека иако СДСМ во кампањата најави формирање на фонд од 6 милиони евра, кој ќе биде за вакви намени, тој фонд не само што не е формиран, туку според него и тоа не се доволно средства за обештетување, бидејќи минатата година само со 4 милиони евра се обештетени производителите на пченица. Ова ќе излезе исто како и другите ветувања за просечна плата од 30.000 и слично. Така што во тој дел можам да кажам дека нема некоја голема заинтересираност од Министерството за земјоделство да им помогне на земјоделците кои што особено во Росоман има сериозен проблем да ја преживеат годината. Владата веднаш треба да свика итна седница по барање на министерот Николовски и да донесат одлука за 100% обештетување. Минатиот вторник Тренов имал средба со министерот Николовски во однос на исплатата на субвенциите за тутунарите, каде истакнал дека неговите подружници немаат пристап во системот за да ги ажурираат податоците, пошто предложил ажурирањето да се прави преку подрачните единици на министерството. Според договореното, луѓе од АД Водостопанство и подрачните на министерството уште од наредниот ден почнале со работа. 4 подружници до петок целосно ја завршиле работата, а останатите очекуваат најдоцна до вторник да ја завршат работата. Има единствено проблем во Прилеп. Подрачната единица немала после 10 часот пристап до системот во централата. Тука треба да се види во што е проблемот и дека утре црвали ќе завршат работа. На другите места работата тече нормално и ние очекуваме најголем дел од подружниците денес да ја завршат работата, единствено во нашата подружница Тиктеш, односно подрачната единица Кавадарци и Неготино на Министерство за земјоделство работите течат нешто попално. Тренов потенцира дека имајќи ја предвид ситуацијата што во овие процеси се инволвирани дури 4 институции, сите подеднакво ја сносат одговорноста и дека во ниту еден случај не може вината да се префрла само на една од нив.